Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновата Откриени тајни. Сабота 11 часот е време кога зборуваме на доста интересни теми, се со цел да го задржиме вашето внимание, но да ви помогнеме во креирањето на успешен живот, остварување секако на вашите цели, подобрување на односите во комуникацијата со другите луѓе и секако откривање на прашањата кои што можат да не доведат до патот на успехот. Во денешната емисија зборуваме токму за тоа како да ги подобриме односите со луѓето од нашата околина. И во денешната емисија разговорот го водам јас, Сања Савеска, а наш гостин и соговорник секако доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, кој што денес ќе ни даде одговор токму на овие прашања, подобрување на односите со другите луѓе. Жарко, добар ден и добре дојдовте во ова Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Жарко, и денес, како што најавив, имаме навистина интересна тема. Ќе зборуваме за тоа како да ги подобриме односите со другите луѓе. Па на самиот почеток би сакала да ве прашам колку добрите манири кои што ги стекнуваме во текот на нашиот живот можат да ни допринесат да имаме многу подобра комуникација и однос со луѓето од нашата околина, а со самото тоа преку овие манири да го постигнеме посакуваниот успех. Баш така. Значи, ова е една од емисиите каде што се навраќаме на некои теми, се со цел на новите гледачи кои што се, да кажеме, поскоро вклучени во нашиот серијал да пообјасниме некои работи, поради тоа што низ разговорите со гледачите преовладува таа компонента на подобро разбирање со луѓето, подобра комуникација со околината, со блиските и така натаму. Денес тоа ќе биде денешната тема. И оно што прво сакав да го објаснам на почетокот на оваа емисија баш се добрите манири. Добрите манири можеме да ги сведеме на неколку работи и оно за кое што сакам денеска да зборам се баш тие добри манири како дел од добрите манири всушност биле првата технологија за односи со јавноста. Или денеска имаме PR или односи со јавноста како еден многу популарен сегмент во општеството кој што многу често се користи во кај нас, така и се промовира и така натаму, но фактички интересно е се каже дека вистинските односи со јавноста, односно вистинската PR технологија се фактички или првата PR технологија се добрите манири. Поради тоа што во колку имаме добрите манири, тоа е на некој начин наша промоција. Добрите манири фактички се сведуваат на неколку нешта. Денеска можеби нема да ги офатиме сите теми, но битните дефинитивно. Првото е да му се даде важност на човекот. Значи, секогаш во добрите манири, ако ги сведеме пак на некои основни работи, ќе видиме дека кога им даваме важност на луѓето, тоа е дел од добрите манири. Што тоа значи да им даваме важност на луѓето? Да ги препознаеме дека постојат, да ги приметиме, едноставно да им кажеме добар ден. Ќе се видите со некого, ако му го запамтите името, ќе се поздравите, ќе го... Едноставно му давате признание дека постои. Гледате, го одобрувате неговото постоење, му давате живот на тој начин. Многу често збориме во нашата емисија за вниманието и дека ние можеме работите да ги направиме живи на тој начин што ќе му дадеме внимание, како што ќе му дадеме внимание на цвеќето или ќе му дадеме внимание на било што околу нас. Колку повеќе внимание на нештото му даваме, толку повеќе потврда му даваме, толку повеќе живост му даваме. Поради тоа што гледате, кога на луѓето не им даваме внимание, е на некој начин инвалидизација, е на некој начин деградирање. Поради тоа што секој сака да се чувствува препознаен, секој сака да се почувствува жив. И не дека ние мора и се што го правиме во животот го правиме за да добиеме внимание, не одам натаму со мојата мисла, но дел од добрите манири на луѓето е да им дадеме внимание на тие околу нас, да дадеме внимание на сопругата, да дадеме внимание на пријателите, да дадеме внимание на колегите, кога ќе влезете во колективот, ако не сте насмејани, така ако не ги поздравите луѓето, веќе не се добри манири или не се оптимални манири. Замислете кога ќе дојде некој кај вас и рековме дека една од дефиницијата за љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Кога ќе видите некого и кога сте среќен и кога му упатјате таа среќа кон другиот, фактички се препознавање на важноста на тој човек. Му кажувате дека сте среќен, дека постои, дека сте среќни, дека е околу вас. И самото тоа му дава потврда на неговото постоење, на неговото суштествување, на неговото битисување. И тоа е давањето на внимание и давањето на важност на луѓето. И кога го имаме тоа во нас, но тука, преди се што барате од нас да сме ние во сегашноста, да сме со вниманието на околината, да сме заинтересирани за околината, не да сме заинтересирани за себе. И точно е дека некогаш кога имаме проблеми, фактички умот ни прави да сме со вниманието на нас, помалку сме на околината, не приметуваме дал има некој околу нас или не, дал на комшијата сме му кажале добар ден или не. Но кога ќе влезете во лифт
така во зградата или кога ќе дојдете дома или кога ќе се шетате по улици или можеби кога ќе влезете во автобусот или во такси, каде и да е. Ако дадете важност и ако го поздравите тој човек и ако сте во комуникација со него, ако му дадете внимание, тоа е дел од добрите манири, тоа е дел од одобрување на постоењето, поради тоа што со вниманието, со поздравувањето, фактички му кажувате дека е жив и дека е ценет, дека постои. Секако дека комуникацијата е многу важна во односите со луѓето, затоа што таа е едно од основните средства со кое што ние располагаме кога се наоѓаме во комуникација и во непосредна близина со другите луѓе. Сега, Жарко, што е она што е многу битно во комуникацијата, а можеби нас ни недостасува во секојдневната употреба и секојдневната соработка со луѓето од нашата околина? Така, дел од добрите манири е таа двонасочна комуникација. Така, некој ќе ви каже нешто, рете и во добри манири да му одговорите. Но исто така и да го слушате. Мислам дека во комуникацијата има многу фактори. Ние имавме цела емисија посветена само исклучиво на комуникацијата, факторите на комуникација, комуникацијската формула која што носи до разбирање. Денеска нема да се навратам на сите тие фактори, но ќе кажам некои работи кои што мислам дека се многу битни, кои што допринесуваат на добрите манири. А тоа е баш слушањето. Видите, кога има некој кој што ви збори. Дел од добрите манири му давате пак потврда на неговото постоење, фактот е дека го слушате дека сте со вниманието на него. Имаме честопати ситуации кога на некој сакате нешто да му кажете, гледате дека воопшто не му е важно тоа што вие ќе го кажете, или не дека не му е важно, едноставно не е тука со вниманието. Пак ќе кажам, можеби тој си има свои лични проблеми, можеби едноставно не е тука со своето внимание, со своето присуство, но тоа не се дел од добрите манири поради тоа што човекот од другата страна го слуша тоа. Дури ако видите, може да гледате во некој човек, но едноставно го гледате без значење, без интерес, без внимание. И тоа исто така се чувствува во комуникацијата. Дел од комуникацијата е да дадете внимание на тој кој што ви збори. Секако и вие кога се обраќате, мора да имате намера, што е тоа што ќе го кажете, мора да имате внимание кон некој човек, поради тоа што комуникацијата имаме и комуникација која што едноставно кога ни е досадно, никој со никого не ја применува таа фактичка комуникацијска формула, но тука и немаме значајна комуникација. Вистински зборам за убав, здрав разговор, за здрава комуникација, кога имате стварно цел да се разберете со некој човек, треба да имате намера да му кажете нешто на тој, но исто така и соговорникот кој што ве слуша мора да има намера да ве разбере. Тоа е нешто кое што мислам дека честопати фали. Знаете, тука сме, седиме и честопати кавгите зашто траат и продолжуваат поради тоа што тој што слуша, тој што можеби од другата страна имате некој сопружник кој што е љут или колега кој што е љут на вас. Едноставно го слушате, ама не со цел да го разберете, не со цел да го восприемите самото тоа, него со цел што вие ќе му вратите. Гледате, во умот веднаш почнува да проработува и се бара одговорот. Во истиот момент, чекај ја што ќе му вратам, чекај ја што ќе му кажам, едноставно сте нестрпливи вие да дојдете до збор. Тука е грешката, поради тоа што, гледате, умот има свој набој, зборевме за умот, има негативна енергија и така натаму. Комуникацијата е средство како да се испразни таа негативна енергија, но за да има начин како да се испразни, мора да има, да кажеме, ако имаме плюс и минус друг пол, некој кој што слуша, комуникација, можеби и таа комуникација е со нервоза, со љутина, со негативни емоции и така натаму, но што и ако е, треба да бидеме волни да го соочиме тоа, да бидеме присутни тука, да сакаме да слушнеме, да не се плашиме од тие емоции, ќе збориме за емоциите денеска, но многу е битно да сме со вниманието тука, да се присутни и едноставно да го сослушаме човекот. Преди се за да го разбереме, а не да сме со вниманието веднаш на тоа што ќе дадеме одговор, затоа што тогаш вистински не ја користиме комуникацијската формула и комуникацијата во тој момент не ни служи да се разрешат проблемите. Во тој случај имате комуникација каде што едноставно сакате вие нешто да кажете, па тој ќе каже, никој не слуша, никој нема за цел да разбере и тогаш комуникацијата едноставно не ги разрешува проблемите поради тоа што не ја користиме исправно таа формула. Така да, она што го мислам за во комуникацијата и што се добри манири кога некој се обраќа, треба сме тука, треба сме присутни, треба сме волни да го слушнаме и да му дадеме потврда. Тоа значи дека е некој збор да му кажеме дека е разбран. Те разбрав, сваќам, жал ми е, или мило ми е ако е нешто убаво. Гледате, едноставно му давате до знаење дека сте го слушнале и не секогаш мораме одма да почнеме друга тема или друг разговор, затоа што слушателот, тој што слуша, е многу битен и од аспект на терапија. Дури некогаш ќе имате некои луѓе кои што си имаат своји проблеми, кои одидат кај комшијата, едноставно ќе направат разговор со пријателите
и ќе им олесни, поради тоа што комуникацијата вистински, ако се употребува, ако стварно имате некој човек кој што знае да ве слушне, има голема терапевтска вредност. Жарко, ја споменавте и намерата. Колку вистинската намера која што ја имаме во дадени околности кон одредени цели може да доведе до посакуваниот успех? Намерата, јас би рекол дека е главното оружје на секој човек. Гледате, ако имате намера нешто да направите, го правите. Намера е збор кој што е едноставен збор, но има многу големо значење и голема моќ на едно битие. Целата моќ кој што едно битие ја има е сведена во намерата. Што тоа значи? Гледате, кога имаме намера да завршиме нешто, имаме испит кој што треба да го спремиме. Ако имаме намера да го завршиме испитот, ќе го спремиме испитот. Све кое што имаме намера да го направиме, ќе го направиме. На еден или друг начин намерата е тој фактор кој што го бара решението. Ете, некогаш имаме некоја ситуација кога е битно веднаш да се действа. Имаме нешто кое што е битно да го постигнеме, сакаме да го постигнеме, имаме мало количество на време и однес стануваме толку многу причинители, толку многу во акција се впуштаме, да воопшто не размислуваме, едноставно одиме преку решението да ја завршиме работата. И сите сме имале такви ситуации во нашиот живот. Можеби некојаш била итна ситуацијата. Имаме 2 дена да положиме и мораме да го положиме испитот поради тоа што можеби ќе се изгуби година. Или можеби сме нашли одлична цена за одмор, ама мораме да се снајдеме некако затоа што уште 1 сат ќе истече понудата, не сакаме да изгубиме понудата. Се ќе направиме у тој момент за да ја постигнеме целта. Тоа е вистинска намера. И човекот ако функционира така, преку намерата, може се да постигне. Воколку немаме намера, стануваме малку недосадно, стануваме некојаш апатични, едноставно не ни се прави ништо. Фактички, кога имаме вистинска акција со цел, тоа е намера. Но исто така можеме да имаме намера преку комуникацијата да разрешиме проблем. Ако се ќе зборам со мојот пријател, ќе го разрешам проблемот, тоа обично и бива, затоа што продолжувате да комуницирате, сакате да дојдете до некој крајен резултат. Намерата фактички е нешто кое што сака да го достигне крајниот резултат и целта и не попуштате во тоа. Гледате, кога имаме вистинска намера да постигнеме нешто, било какви стопови од околината и препреки не дозволуваме да дојдат помеѓу нас и помеѓу целта. Така да тоа е вистинска намера и таа е многу битна во комуникацијата, поради тоа што е тоа сноп на енергија, сноп на внимание од нас, кое што е насочено кон некоја цел која што сакаме да ја постигнеме, и тоа е главната моќ која што секое битие има. Кога некое битие функционира како причина во животот, кога е постојано во акција, едноставно не размислува премногу, едноставно оди да ги постигне работите кои што ги има зацртано, велиме дека има намера и тоа секој од нас може да го прави, може да го крира и би требало да го користи не само во комуникацијата, да го разбере другиот човек, него генерално во животот, за да ги постигне целите за кои што толку често збориме во нашата емисија. Одамна не сме зборувале за тонската скала, а секако дека со секоја нова емисија имаме и нови гледачи, на кои што верувам дека ќе им дојде добро да слушнат малку повеќе за тонската скала, за значењето на тоа каде и како се наоѓаме во тонската скала и релацијата која што имаме со другите луѓе. Како тонската скала е поврзана со комуникацијата? Тонската скала е една од најомилените теми на нашите слушачи, на нашите гледачи. Така да денеска ќе ја воведеме повторно, не сме зборувале подолг период за неја, која спомнуваме скоро во секоја емисија, но фактички тонската скала е одраз на нашата позитивност, на просторот кој што сакаме да го едноставно окупираме, и колку сме повисоко со тонската скала, повеќе сме со вниманието кон надвор. Поради тоа што имаме многу внимание на располагање. Гледате, вниманието ни е слободно и ни е насочено надвор кога сме високо на тонската скала. И ако разгледаме тонската скала, ќе видиме едни жолти тонови, каде што се тоновите како што се спокојство на суштествувањето, игри, акција, развеселеност, ентузијазам. Тоа се се позитивни емоции, каде што гледате, вниманието фактички ни е целосно на надвор. Или велиме дека сме екстровертирани, вниманието ни е насочено кон околината, и кога сме високо на тонската скала, ајде да го поврземе со првиот случај, гледате колку е лесно да ги препознаете луѓето. Рековме дека среќата, односно љубовта беше интензитет на среќа насочен кон некого или во некоја насока. Кога сте високо на тонската скала, ентузијазам кога имате, кога ќе видите некој пријател, не знам, некој роднина кој што многу го сакате, фактички тој ентузијазам, таа среќа му ја покажувате и ја насочувате кон него. И самото тоа на другиот човек му дава потврда
признание дека постои, дека е ценет, дека е сакан и луѓето високо на тонската скала во некој случај не би рекол дека имаат природно добри манири, но тој дел од добрите манири, одобрување на постоењето на другите луѓе им е полесно да го направат, поради тоа што едноставно вниманието не е на нив, е на надвор. И кога е на надвор, другите ги прифаќаат, едноставно не гледаат на негативните нивни карактеристики, помалку гледаат на маните, преку убава комуникација, имаат убава комуникација, тие луѓе високо на тонската скала и многу често зборуваат за идеи, зборуваат за цели, при тоа што се високо на тонската скала. Тоа е впрочем ентузијазам, тоа е игра, тоа е акција, едноставно се насочени кон нешто конкретно, продуктивно, убаво што сакаат да го постигнат во животот. Но како тече животот? Фактички ги собираме тие болни искуства, трауми, разочарувања и тоа све се складира во нашата подсвест, краде дел од нас, краде дел од таа животна сила и вниманието, ако ја поврземе с тонската скала со вниманието, почнува да ни се врти на нас. Видите, како паѓаме по тонската скала во црвените тонови, тука веќе стануваат тие деструктивни тонови, тука се антагонизам, лутина, омраза, па после тоа имаме во горченост, уште поделе по тонската скала имаме скриено непријателство, страф, тага, поделе уште апатија и така натаму. Ќе видиме дека вниманието не ни е веќе насочено на надвор, туку фактички вниманието почнуваме повеќе и повеќе да го насочуваме на нас. Ако видите некој човек што е во тага, што е во апатија, што е во огорченост, ќе видиме дека повеќе е со вниманието на себе и на некој начин подсвесно мисли на тие болни искуства, на некои трауми. Ако земеме некој човек кој што се плаши постојано, видите, тој гледа во околината, ма фактички не гледа во околината, поради тоа што вистински мисли на минатите болни искуства кои што веќе му се имаат случајно и подсвесно се фокусира на нив и едноставно вниманието се судрува на некој начин во тие слики и тие слики му наметнуваат стравови дека може би истата загуба повторно да се случи и така натаму. Затоа не е високо со емоциите, поради тоа не е тој целосно екстровертиран, туку велиме дека е интровертиран, значи е свртен со вниманието на себе, на внатре. Така да можеме да кажеме дека високо на тонската скала имаме луѓе кои што се екстровертирани или високо, односно со вниманието на надвор, на околината, и како паѓаме по тонската скала, се повеќе и повеќе вниманието се врти кон нас и почнуваме да бидеме загрижени за нас, тие подсвесни негативни искуства ни се активирани, влијаат врз нас, ни ги наметнуваат своите негативни емоции врз нас и едноставно почнуваме на тој начин да се однесуваме. Високо на тонската скала луѓето имаат многу убава комуникација. Ако дојдеме на тонот досада, ќе видиме дека комуникацијата више станува безцелна. Гледате ентузијазмот, пак да се навратам, тој комуницира за идеи, комуницира за цели, комуницира за иднина, за нешто што сака да го постигне. Досада, ако имате човек кој што е на досада, она што за кое што ќе комуницира се работи кои што се секојдневни. Нема да има нешто кое што ќе му направи жар, да се чувствува убаво, да иде кон иднината. Не размислува многу за иднината, размислува за сегашноста, за сега, и тоа се работи кои што се едноставно нормални муабети кои што ги правиме кога ни е досадно, кога немаме никаква цел и така натаму. Ако сакате некој кој што е високо на тонската скала да разговара со некој кој што е на досада, ќе видите дека ќе се соочи со проблем да го крене. Зашто што е интересно за оваа тонска скала сање е дека секоја позиција на тонската скала сака да го донесе другиот човек на негово ниво. Ако сакате вие на ентузијазам, човекот што е на ентузијазам сака тој што е на досада да го крене на ентузијазам. Но пак тој што е на досада исто сака да го позиционира тој кој што е на ентузијазам на неговото ниво, и ќе видите кога ќе почнете да влегувате во таа комуникација, имаат различни спротивставени цели. Еднот можеби сака да си е дома, не сака ништо многу да прави, заморен, сака да си седи на досада тоа. Се најдат некаде на средина? Обично што се случува е баш не и на средина, но потешко е да го кренете тој пониско на тонската скала ако не знаете како. Значи, ние рековме во една од претходните емисии дека имаме техника како да ги кренеме луѓето постепено по тонската скала нагоре. Но во колку има огромна разлика во емоциите и во тонот, потешко е разбирањето во колку не имаме соодветна комуникација со тие тонови, затоа што гледате на секој ниво на тонската скала луѓето имаат различна реалност, различно гледиште. Гледиштето на тоновите зависи од нивната емоција. Ако јас се чувствувам ентузијастично, ако имам висока емоција, тогаш и моите мисли се позитивни. Сакам да размислувам со тој и сакам да се дружам со такви луѓе. Гледате, ако имате луѓе кои што се на огорченост, многу сакаат да комуницираат со тонови со луѓе кои што се на истиот тон, поради тоа што ги имаат сличните гледишта, можеби не за конкретни работи, но генерално
кога се на огорченост ќе се сложат со некој човек кој што е на огорченост, така ќе разговараат двајца во врска со ситуацијата или со иднината и така натаму. Нема иднина, па кај се ако вие му кажете дека има иднина и дека можете да промените нешто, ќе идете на отпор, затоа што тој гледа на друг начин кон работите околу него, отколку што гледа тој друг тон. Но исто така, ако паднеме пониско по тонската скала, така во страв, човекот ќе ви дава секогаш загриженост во врска со некои работи, ќе ви наметне стравови, ги гледа опасностите секогаш во околината, кои што високите тонови не ги гледат, или како ќе паднете на апатија, апатично значи немање на емоции, тоа значи зборот апатија, значи нема патос е емоција, значи немање на никакви емоции, немање на иднина, така единствено што човекот сака да разговара е во врска со можеби умирање или што и да е, кој што е реално на тој тон. Но секој од овие тонови има различно ниво на комуникација. Пак, она што сакам да го нагласам и да го повторам од минатата емисија, не идејата да се бориме со овие тонови, кога сме повисоко на тонската скала, имаме некој кој што е пониско на тонската скала, прво треба да го разбереме и второ има начин како можеме да му помогнеме се крене по скалата на емоции, затоа што колку сме повисоко по оваа скала на емоции, имаме подобар опстанок, имаме повеќе енергија, имаме повеќе живот, имаме повеќе иднина, така да сето тоа е поврзано некако. Се враќаме назад и продолжуваме со разговорот. Зборуваме за тоа како да ги подобриме односите со луѓето од нашата околина. Секако одговорите ги бараме од доктор Жарко Костич, а тука веќе продолжуваме со разговорот. Жарко, зборувавме за тонската скала и дека некои луѓе може да се наоѓаат високо на тонската скала и можеме да кажеме дека тие се екстровертирани и луѓе кои што се наоѓаат ниско на тонската скала интровертирани. Сега, какви се нивните односи и релациите? Што се случува кога ќе се сретнат луѓе кои што се наоѓаат високо на тонската скала и луѓе кои што се ниско на тонската скала? Значи, ако ја гледаме тонската скала како скала на завземање на простор, кога имаме високо на тонската скала, имаме луѓе кои што можат да окупираат многу простор. Со своето присуство само. Ќе видите некои луѓе ќе дојдат во некоја просторија, едноставно го приметувате дека е таму по неговата комуникација, по неговата ведрина, едноставно го зазема тој простор. Поради тоа што како креираме ние простор, кога пуштаме зрак на внимание кон надворешноста. Така, ако не сме замислени, ако сме замислени, просторот не е до таму. До тука ни е просторот. Ние сме фактички за тоа кога сме замислени, немаме простор и сме во нас. Како пуштаме зрак на внимание и колку повеќе гледаме во околината, креираме простор поради тоа што до таму доке што можеме да видиме, до таму ни е просторот. Те можам да погледнам, да видам ѕидови, можам да видам така маси, столчиња, значи просторот ми е до таму ако вистински го гледам. Тоа подразбира да не гледам, а да фактички со мислите сум во себе. При тоа што имате некои што луѓе гледаат, ама фактички мислат на себе и не го стават вистински вниманието на надворешност. Така да на тонската скала високо имате луѓе кои што имаат многу простор. Како паѓаме, баш поради тоа што тие болни искуства, трауми, крадат дел од нас го. Вниманието ни е заробено во тие болни искуства, ќе видиме дека просторот ни се намалува. И кога имате луѓе кои што се екстровертирани, имате некој човек кој што е високо на тонската скала и сака да се дружи да му помогне на некој човек кој што е пониско на тонската скала. Ниско на тонската скала ќе видите дека луѓето се борат за простор. Затоа што го немаат просторот, не дека некој им го земал. Може да има луѓе кои што ги инвалидизираат, ги омаловажуваат и тие навистина и го зимаат просторот. Фактички, ако имате некои луѓе околу вас кои што ве омаловажуваат, ве понижуваат, постојано ви наоѓаат мани, на некој начин ви го вртат вниманието на вас, на вашите грешки, на тоа дека не сте добри, човекот нема простор во таква ситуација. И тогаш тие негативности, тие негативни, да кажеме, емоции од некои луѓе во нашата околина и ни го редуцираат и ни го намалуваат самиот простор. Но имаме некоја ситуација кога едноставно имате некој човек кога има проблем и кога не се чувствува најдобро или паднал хронично по тонската скала, поради тоа што со текот на времето насобрал премногу такви трауми и негативни искуства, едноставно е ниско на тонската скала, да кажем имате некој човек кој што е на ентузијазам, имате некој човек кој што е огорчен или на апатија. Човекот кој што е на ентузијазам има премногу простор и некогаш тие луѓе кои што се пониско на тонската скала се борат за простор и мислат дека ќе им го земете просторот. И многу често со луѓето пониско на тонската скала треба сме малку попредпазливи и да им го дадеме просторот,
за едноставно тие да може да посегнат кон нас. Колку често ќе се разочараме, сакате некого да го мотивирате, да му наметнете некоја убава идеја, некоја убава цел, и едноставно имате отпор и стоп. Тоа е поради тоа што на човекот му треба простор. И како ќе му дадете простор е на тој начин што нема да дојдете со толку висока емоција. Ама ова го правиме поради тоа што ја разбираме состојбата во која што се наоѓа другиот човек и на некој начин преку комуникација која што не е пренаметлива, која што не е преентузијастична, која што не е премасовна за другиот човек, може да му дозволите самиот тој да посегне и самиот тој да побара, можеби да се прошетате или да отидете во кино или да ја подобри самата своја ситуација. И тоа е интересноста на оваа тонска скала, дека е фактички скала на простор. И да се навратам, кои да имаме негативни луѓе, некогаш кога се пониско на тонската скала, луѓето знаат да влијат негативно на нас, но тоа не е причина, да повторам пак, да се бориме против нив, да ги омаловажуваме пак нив и така натаму, поради тоа што во тој случај не ја разбираме нивната состојба. Можеме да ја разбереме, овие емисии имаат за цел да ги разбереме луѓето, да се разбереме себе си и на тој начин да имаме и поголема и подобра комуникација. И само уште нешто што сакам да го кажам за ова прашање е дека има едно правило дека она што можеме да бидеме, тоа можеме и да го видиме. Ако ние не можеме да бидеме другиот човек, а тоа значи да се ставиме во неговите чевли, во неговата ситуација. И колку сме повисоко по тонската скала, можеме да бидеме другиот човек, да бидеме тој. Толку повеќе можеме да го видиме него. Ако не можеме да бидеме другиот човек, воопшто тој другиот човек не ни е реален и не го ни приметуваме дека е таму. На некој начин не му даваме внимание поради тоа што ние не можеме да бидеме тоа што е тој. Кога ќе кажам да бидеме, не значи да го имитираме или да го копираме, него едноставно да можеме да го разбереме кој е, што е, да го приметиме, да му го одобриме постоењето, да го сакаме, да му се восхитиме на тоа што е, на добрите работи и дека едноставно можеме да му дадеме восхит за се, за кое што е. И кога можеме тоа да го направиме, тогаш можеме да го препознаеме и да го видиме неговото постоење. За жал, некојаш како животот оди, се губиме дел од себе си и губиме дел од таа наша позитивност, губиме дел од тој наш простор. Едноставно се бориме дури со самите себе си и тешко ние да бидеме или едноставно да ги искусиме или да ги одобриме другите луѓе, да ги разбереме околу нас со целиот нивни карактер. И тогаш почнуваме да не ги приметуваме луѓето поради тоа што она што не можеме да бидеме, не можеме ни да го видиме. Кога ќе кажам видиме, не значи буквално да го видиме, едноставно да го препознаеме неговото постоење. И поради тоа, како животот ни нанесува болки и трауми, потешко е да се разбереме со другите луѓе. За жал, почнуваме да се бориме против нивните идентитети, но тоа не води во разбирање. Дали сето ова што го кажавте, Жарко, значи дека кога се симнуваме ниско по тонската скала, веќе не сме тоа што сме, дека правите ние сме тие кои што се високо на тонската скала. И дали со самото тоа може да кажеме дека потпаѓаме под влијание во одредени околности на другите луѓе? Точно, кога сме високо на тонската скала, ние сме ние. Ги имаме нашите цели, ги имаме нашиот интегритет, ги имаме едноставно сме тие кои што сме, баш како карактер, како особини, како битија. Некогаш животот оди и спомнуваме честопати во нашите емисии дека некогаш како старееме наликуваме на некои кои што се околу нас. Поради тоа што имаме луѓе кои што не ги наметнуваат нивните цели, нивните мисли, нивните стравови и бивајќи во комуникација со тие луѓе почнуваме да наликуваме на нив. И дадовме пример во една од претходните емисии дека некогаш имате ситуација каде што за мајката едноставно има даден начин на однесување кон својата ќерка или презаштитнички или исплашен, има нерационални стравови и така натаму, и едноставно ќерката се бори против тоа, но како старе или како поминуваат годините и така натаму, почнува да ги има истите стравови, истите можеби обсесии во врска со околината како што ги имала и некои други луѓе. Или кога зборевме за стравовите беше исто, може имате некој родител кој што се плаши постојано и нерационално, пак ќе кажам, да не изгори куќата, пеглата, шпорето, дали е затворен или не. И гледате, подоцна во животот може да имаме ситуација каде што некој член од фамилијата да ги има истите тие нерационални стравови и почнува фактички да заликува на другиот човек.
Тука не зборам за генетика, него баш збориме за умот, збориме за тие мисли, за тие стравови кои што од околината, вие кои имате таква околина, сакале не ќе ги примате, поради тоа што рековме дека умот постојано снима. Но она што се случува баш како паѓаме по тонската скала, за жал го губиме вистинскиот идентитет кој што сме. И уште еднаш во некој од претходните емисии рековме дека ги сакаме родителите, ја сакаме околината, многу пати ќе ги загубиме нив или едноставно ќе видиме дека можеби не се срекни или не мислат дека успеале и така натаму. И од жал, дал се умрени, дал можеби се тажни и така натаму, сакаме да ги оживееме на начин, еден чуден начин, на кој што почнуваме да превземаме нивни карактеристики. Едноставно влагаме во нивната улога, во нивните чевли, а не треба. Поради тоа што убавината на животот е да сме сите различни, а да се разбереме едни со други. Колку би било убаво да едноставно не мораме се копираме. И ова, кога ќе кажам дека се копираме, е баш подсвесна работа. Не е тоа дека го правиме ние свесно. Животот тече и човеков ги има истите менаризми како што ги има таткото. Исто заспива, исто спие, исто псуе, исто се расправа, исто се кара. Видите, веќе влегол во тој идентитет, не ни мисли додека не го свестите дека е во туѓ идентитет и дека не е тој веќе. И кога сте во туѓ идентитет, секако дека не можете да се разберете со другиот човек. Замислете ситуација во домот каде што женава наликува на својата мајка, таткото наликува на својот татко, се караат меѓу себе, ама не се караат они двајцата. Се кара таткото на сопругот и мајката на сопругата. И тука не можете да се разберете, тоа е веќе една комплексна ситуација која што се случува. Така. Сега колку би било убаво кога ние би се задржале тоа да бидеме ние, да се разбереме кои сме, што сакаме, да си ги задржиме нашите цели во животот, нашиот идентитет, но при тоа да не мораме се бориме и да го одобриме идентитетот на секој оној кој што е околу нас, без разлика колку е поразличен од нас. И тоа е убавината. И мислам дека тоа е големината, саѓа на луѓето кои што се високо поради тоа што можат да прифатат и да одобрат луѓе кои што можеби и не ги делат истите нивни мислења, но тие знаат дека кога сме високо по тонската скала, различното мислење на другиот човек не може да ми го загрози мојот идентитет. Ете како паѓаме по тонската скала, мислиме дека сме загрозени, едноставно се бориме за нашите мисли, ги наметнуваме нашите мисли, само ние сме управо, другите никогаш не се управо, поради тоа што како паѓаме, го губиме тој простор и почнуваме се бориме и за нас, го губиме идентитетот и почнуваме да се бориме за тој идентитет и мислиме дека единственото нешто кое што ќе ни даде опстанок е тоа дека ние сме во право, а другите дека мора да го прифатат нашиот став и нашето мислење. Но тука нема разбирање, разбирањето баш потекнува од тоа да сме сигурни во тоа што сме, но исто така да прифатиме дека во околината има различни луѓе, дека има различни точки на гледишта и дека без разлика на тоа што тој има различен став и различно гледиште кон мене, можам да го толерирам, можам да му се восхитам на тоа, но не значи дека и тоа е мој избор или дека тоа е мој пат и не значи дека едниот или другиот сме управо, а другиот укриво. И ова што го кажавте кон самиот крај секако на разговорот може да биде и како сиже на денешната емисија, дека сепак останува дека најголемата способност и големина на човекот е да ги сака останатите луѓе наспрема разликите и различностите со кои што се соочуваме и живееме сите. Убаво е да се биде различен, како што и рековте и самиот вие, копиите не се нешто што може да направи животот да биде интересен. Токму различностите не прават да бидеме среќни, да живееме убав живот и големината во сите нас е кога ќе ги прифатиме останатите со сите разлики. Баш така, самиот убаво кажано, мислам дека големината на еден човек баш се состои од тоа да може да прифати различности, да не се бори против тоа, да продолжи да ги сака своите блиски, своите луѓе, да ги почитува наспроти било што кој што можеби еве и негативно да потекнува од самите нив. Поради тоа што, гледате, не мораме лично да ги прифатиме работите. Секојаш луѓето си имаат своји проблеми, некојаш си имаат своји стресови. Не значи дека тоа се однесува на нас. И ако не ги сватиме премногу лично тие работи, ќе имаме начин како да исконтролираме таа комуникација. Ако можеме да ги разбереме другите луѓе, ако можеме да разбереме нивните емоции, ако можеме да ги разбереме нивните стравови, едноставно и нема да ги гледаме работите или да ги слушаме работите премногу лично од тоа што ќе ни го кажат на нас, поради тоа што имаме едноставно разбирање за таа состојба. И ако ги мразиме другите луѓе, тогаш таа емоција едноставно не уништува нас, затоа што омразата не е нешто од кое што е сочинета моќта, од кое што е сочинета големината
на едно битие. Напротив, да ги разбереме другите луѓе, да разбереме во каква ситуација се и да продолжиме да ги сакаме, да имаме добра комуникација, добри односи со нив е тоа од кое што мислам дека се состои вистинската големина на едно битие и на еден човек. Така да мислам дека и тоа е можеби баш ова соодветно да се каже за на крајот. И мислам дека тоа е начин како да ги подобриме односите меѓу себе, поради тоа што животот во дадени моменти е суров, ни нанесува болка, ни нанесува негативности. Едноставно, ако можеме да презееме одговорност на тој начин за другиот човек, мислам дека ќе имаме и многу добра комуникација со нив. Волноста да се преземе одговорност за другиот човек, наспроти себе си е баш во основа на добрите односи помеѓу луѓето. Поради тоа што јас можам да претпоставам на тој начин кога преземам одговорност за другиот човек, што е тоа што му се случува на него. Можам да го разберам зашто е тој таков, зашто е можеби негативен кон мене. Но таа одговорност која што јас ја имам кон него, на некој начин ме заштитува самиот мене од моите негативни емоции. Воколку не сакам да сум одговорен за другиот човек, воколку сакам се тоа што он ќе го каже да го земам лично, не сакам да го разберам зашто го кажува баш тоа. Гледате, тогаш ќе ме погодат тие стрели наводници кои што тој мене ми ги праќа и едноставно ќе многу често во ситуациите сакате да ја вратите истата стрела, но тука веќе нема комуникација, нема разбирање и нема среќа. Напротив, среќата се состои, ќе повторам уште еднаш, во волност да се преземе одговорност за другиот човек, за неговите акции, поради тоа што на некој начин сите сме поврзани. Кога ќе повредиме некој друг човек, тогаш и ние чувствуваме болка. И поради тоа и ова нека биде на крај едно сиже на целата емисија, волност да се преземе одговорност за другите, фактички во основата на добрите релации и односи помеѓу луѓето. Жарко, ви се заблагодарувам за денешното гостување во Откриени тајни. Сигурна сум дека со оваа тема помогнавме кај гледачите кои што редовно не следат да ги најдат одговорите поврзани со прашањето како да ги подобрат односите со луѓето од нивната околина, а секако за дополнителни информации, можеби за нешто пропуштено, социјалните мрежи се секогаш тука како едно дополнување на она што зборувавме денес во рамки на оваа емисија. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи. Да нагласам пак, кога имате желба да стапите во комуникација со мене, секогаш може да ми пишете на социјалните мрежи. Ќе се обидам да дадам најдобар одговор или едноставно најдобро да ве ислушам и да помогнам колку што можам во решавање на вашите проблеми. Имајте убав ден. Ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте денешната Откриени тајни. Тоа беше се за оваа тема и секако за подобрување на односите со другите луѓе. Но доколку можеби ви недостасуваат информации, уште еднаш да повториме дека сите емисии на Откриени тајни може да ги пронајдете и на социјалните мрежи. На Facebook страната на доктор Жарко Костич, но и на веб страната и Facebook страната на Телевизија 24. Со нови одговори и нови теми секако се гледаме следната сабота во 11 часот. Имајте пријатен и убав ден.